Прокиснати тавани, му влосани и скршени тоалети, влага и нечистотија. Во вакви катастрофални, нечовечки и нехумани услови живеат штитениците на специјалниот завод во Демиркапија. Установата во која се сместени десетици лица со попреченост работи под капата на Министерството за труд и социјална политика. Таму вчера била ресорната техничка министерка Рашила Мизрахи. Таа и преку социјалните мрежи се пожали за ужасот кој го видела. Вели тешко и е да зборува за состојбата во која ја затекнала установата. Овие услови се нехумани, нечовечни. Ова е чисто ужасие. Од најавените поправки на специјалниот завод можеме да најдеме искречени зидови, додека инсталацијата водоводна, електрична е се уште она од 56 односно 58 година. Според Мизрахи, условите за хигиена биле мизерни, а штитениците оставени сами на себе. Проблем, вели, е и кадарот, бидејќи по една негователка се грижала за повеќе лица. На почетокот на владењето на Социјалдемократскиот сојуз оваа установа имала 227 корисници со 41 неговател. Тоа значи дека еден неговател секој ден се грижал за 6 корисници. Мисијата е невозможна. На еден корисник треба да има еден неговател. За ова алфа став побара во специјалниот завод. Прашавме како ги коментираат изјавите на министерката и колку штитеници во моментов се згрижени во установата. Заменичката по овластување веде директор која ни се представи како Суза Мишкова. Ни рече дека нема да ни даде никаква изјава, оти ги знаела своите права. Била правник по професија и без дозвола од Министерството не смеела да дава никакви информации. Инаку поранешната министерка за труд Мила Царовска уште пред 2 години ветуваше подобри услови за живот за штитениците од оваа институција, вклучително и поквалитетна исхрана и редовни здравствени прегледи. Според најавите од Министерството, кон крајот на минатата година, последната група деца до 18 годишна возраст кои живееја во овој завод беа преместени во мал групен дом.